што министерот за финансии не го прифати овој амандман и жалам за едно вакво образложение кое што е далеку од вистината. Ваков амандман или ваква заложба требаше да има од министерот за внатрешни работи Спасовски, кој што е првоповикан да се грижи за своите вработени, но очигледно на Спасовски побитно му е на партиските митинзи на СДСМ под присила да ја доведува целиот полициски менаџмент, па сведоци бевме во градови ведановите како СДСМ држеше трибини, а во делот на граѓаните седеа високи полициски функционери и припадници на Министерството за внатрешни работи. Почитувани колеги, далеку е ова од вистина дека минималната плата е вградена во основната плата на полицискиот службеник, затоа што просечната плата, односно платата која што ја прима еден полициски службеник, полицаец, е околу 23.000 денари, меѓутоа тука е вкалкулирано и зголемувањето на плата од 30% кое што го добиваат полицајците поради зголемените овластувања и изложеноста на безбедносни ризици. Доколку ги одземеме тие 30%, основната плата на полицајецот е под 18.000 денари, односно под просечната плата во Република Македонија. Втора работа што е многу битна е, доколку се следи амандманскава расправа, ќе видите дека овие амандмани всушност не се амандмани на ВМРО ДПМН и коалицијата или опозицијата во целина. Најголем дел од овие амандмани произлегуваат од засегнатите лица, односно од диалогот кој што очигледно синдикатите, како Синдикатот на Македонија, како Конфедерацијата на самостојни синдикати, Синдикатот на полицијата, потоа невладините организации како ОДВА, кои што беа во делот на животната средина амандмани, очигледно немаат диалог со владата и се приморани тој диалог да го спроведат со опозицијата. Па така овие амандмани всушност не се наши амандмани, тоа се амандмани на овие синдикати, конкретно за овој амандман е Синдикатот на полицијата, меѓутоа претходно напоменав и други многу голем број на амандмани кои што беа предлог на невладините организации и на синдикатите. Така што ние сме спремни, доколку гледам овдека некаков анимозитет од страна на пратениците од власта што ние поднесуваме амандмани, да се откажеме како подносители на овие амандмани и да дозволиме тие да бидат подносители на амандманите, се со крајната цел да ја постигнеме она што се бара во амандманот, а конкретно да ја зголемиме платата на полициските службеници за 10%. Живееме во време кога само инфлацијата, односно поскапувањето на прехранбените производи е над 30%. И вредноста на оваа плата на полицајецот, која што како основна плата е помала од минималната плата, е уште дополнително намалена за 30% поради инфлацијата, односно поради неспособноста на оваа влада да се справи со инфлацијата. Затоа што, да, криза има во цела Европа, меѓутоа волку голема инфлација нема никаде во Европа и тука сме рекордери и тука е поразот на оваа влада. Никаде во Европа нема инфлација на храна од 30%, напротив, во одредени земји како Германија дури има и поевтинување на прехранбените производи. Затоа апелирам да го прифатите овој амандман како владеечко мнозинство, од вас зависи. Вие одлучувате без разлика на одбивањето на амандманот од страна на министерот, односно заменикот министер. Пратениците од владеачкото мнозинство, доколку гласаат за овој амандман, ќе биде составен дел на буџетот. Се работи за луѓе кои што секојдневно го стават ризикот на својот живот за да го сочувуваат јавниот ред и мир во Република Македонија. Тоа се истите оние луѓе кои што ги правевте херои за време на ковид пандемијата, кога по цели денови и ноќи го обезбедуваа
непречено одвивање на целата она активност околу справување со COVID-19, спроведување на оние полициски часови и самите беа изложени на сериозни здравствени ризици, им ветувавте огромна помош, на крај се сведе тоа на селективно помагање на одредени луѓе кои што власта сметала дека се подобни. Затоа, во име на овие луѓе, не во лично име, во име на полицајците, не во име на старешините, барам да го прифатите овој амандман, да им се зголеми палтата за 10%, и тоа не е многу, и тоа не е доволно, се работи за 2000 нешто денари, за кое што единствено што ќе направат е да ги покријат трошоците за гориво, да отидат до своите работни места овие исто така енормни цени на гориво, кои што исто така поради погрешните политики на оваа влада доживуваат екстремни вредности. Ви благодарам. Ви благодарам јас на вас. За реплика пријавена